Дојава за бомба го стресе собранието, но не како што би го стресла вистинска бомба. За среќа на крај се заврши добро и собраниската зграда остана неоштетена. Сепак, дали Македонија е спремна за вакви предизвици? На таа тема Лан Чо разговараше со Илчо Деребановски, председател на антитерористичката единица при МВР. После лажната дојава за напад на владата, имаше и дојава за напад на собранието. Како се справувате со сите овие проблеми? Пред се да кажем едно дореч! Со оглед дека повикот беше воспоставен во ноќните часови, кога е познато дека владата не работи, можам да кажам дека одлично се справивме со ситуацијата. Како што можете да видите, владата не е гранатирана. Не е гранатирана затоа што е лажна дојавата, ама што ќе правите ако е вистинска? Доколку е дојавата вистинска, ние нормално и поинаку ќе пристапиме. Меѓутоа, познато е од каков материјал е направена оваа институција, така да можам да констатирам дека освен мала материјална штета, немаше ништо друго да се деси. Меѓутоа, ние имаме тим на мајстори кој што секогаш е подготвен да излезе на терен и да реши ситуацијата. Дали вашата институција може да се справи со сите овие проблеми кои што... Со вакви лажни дојави, мислите? Нормално дека сме секогаш подготвени да излеземе на терен и да се справиме со ситуацијата, така да граѓаните можат мирно да спијат. Меѓутоа, на самиот почеток имаше мала нетрпеливост, бидејќи мислевме дека станува збор за уште една бомба на Зоран Заев. Од кога го видовме дека не станува збор за таква бомба, малку се подсмиривме. Како што е познато, оваа институција ги издржи и тие бомби, а сигурен сум дека може да издржи и нуклеарка. Дечко, само ако нема слична карта, еј!